Поштовани, добар ден или добра вечер. Веќе е време да започнеме со најавените разговори. Верувам дека ќе бидат интересни за сите вас, бидејќи особено оваа година ги почувствувавме на свој грб работите кои што се поврзани со климатските промени, особено тоа го почувствуваа земјоделците, но можеме да се бориме со климатските промени. Во нашето студио тука со нас е Даниела Цветановска од Лак Агро Лидер, со која што ќе проговориме на каков начин би можеле да се справиме со климатските промени, како действуваат особено во делот на Пелагонија, каде што знаеме сите најголемата житница, но исто така втора по производство по градинарски производи во земјава, секако регион прв на листата за производство на тутун, се она што во секој случај е потребно да се знае поврзано со климатските промени. Најпрво, добар ден, ти посакувам добре дојде во нашето студио. Добар ден и вас, фала ви за поканата и за интересниот разговор кој што следува понатаму. Јас се надевам дека ќе пренесеме интересни информации особено до земјоделците, бидејќи вашата невладина организација, односно лагот кој што вие го водите заедно со Марина Тошевска, има интересни иницијативи поврзани со земјоделството, а станува збори за еден проект кој што е тековен, но пред да започнеме со она што значи тој проект поврзан со климатските промени, да ги информираме граѓаните на прилеп и на сите оние кои што не следат на социјалната мрежа, што се тоа лагови, бидејќи организацијата се вика Агролидер, но има и презнака ЛАГ. Што е тоа ЛАГ? Лаговите представуваат една нова форма, односно еден европски модел, но сепак па и не и толку нова форма. Ние сме ЛАГ кој што е формиран 2014 година во првиот бран на формирање на лагови. Кратенката ЛАГ е всушност локални акциски групи, како што кажува и самото име, локални акциски групи представуваат јавни приватни партнерства кои што се создадени и формирани од локални самоуправи во руралните средини, бизнис сектор кој што работи и делува во руралните средини и граѓански организации кои што работат во руралните средини, воопшто опфаќајќи го животот и квалитетот на живот во руралните средини и на руралното население. Секоја локална акциска група или понатаму како што ќе ја кажуваме ЛАГ има своји специфики и своји обележја. Меѓутоа структурата е таква што мора да се водиме според тој европски модел и европски систем. Она што е најзначајно за локалните акциски групи е тоа што го користиме пристапот од долу нагоре, односно секогаш нашата прва и основна цел е директниот контакт и директната работа со руралното население, од каде што потекнуваат пак и сите иницијативи, сите идеи и всушност ние ги идентификуваме нивните потреби, нивните приоритети, за после тоа да може да се пренесуваат до повисоките органи, односно до општините, локалните самоуправи, но и секако на национално ниво. До сега во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во официјалниот регистар има регистрирано 13 лагови. ЛАГ Агролидер е еден од тие 13 лагови, меѓутоа морам да спомнам дека ЛАГ Агролидер исто така беше иницијатор и за формирање на мрежа на лагови. Мрежата на лагови функционира од 2018 година, значи веќе 3,5 години функционира со 8 лагови, значи од 13 регистрирани 8 лагови веќе се членки на мрежата на лагови, односно Сојузот на Сдруженија за рурален развој мрежа на лагови. Секако ние нема да застаниме само на овие 8, туку ќе продолжиме да ги мобилизираме и да ги активираме и останатите 5 лагови, секако да се приклучат во мрежата на лагови, бидејќи тоа е единствената мрежа која што постои на национално ниво, а се однесува на лагови. Значи имаме повеќе мрежи, мрежа на млади фармери, мрежа за рурален развој, меѓутоа ова е мрежа за лагови, каде што членки може да бидат само локални акциски групи кои што се регистрирани во регистарот на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Она што е многу битно, што сакам да го кажам, е тоа што мрежата на лагови покрива во својата структура има негде над 25 локални самоуправи, рурални локални самоуправи, односно има повеќе од 100 населени места, рурални населени места, со повеќе од
да кажам 100.000 жители, население, значи ние цело време сме во контакт, во комуникација, и тоа не само од Пелагонискиот регион, меѓутоа и од Вардарскиот регион, од северозападниот регион, и најдуваме начин да функционираме. Она што исто така е многу битно, што морам да го кажам е тоа што досега немаме никаква финансиска помош и поддршка од Министерството за земјоделство, така што функционираме на некој наш начин кој што си го изнајдовме да функционираме, со целосно активирање на сите локални акциски групи. Најголем дел од нашата работа во мрежата за лагови е волонтерска, но секако ние сме тука и постоиме за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, и бидејќи руралните средини се тие кои што се клетките всушност на нашето општество и мора да ги направиме да бидат одржливи, за да имаме и ние подобар живот во однос на храна, на економска состојба, на социјална благосостојба, и секако морам да го напоменам делот на што повеќе да ги активираме младите и жените од руралните средини да се вклучат во сите процеси на општественото живење. Сега тука се наметнуваат неколку прашања, меѓу кои и тоа колку се во Пелагонија лагови, што активно функционираат. Напоменавте дека немате поддршка од Министерството за земјоделство, но колку општините ви помагаат, инаку вие сте регистрирани чинам Кривогаштани, како рурална општина. Така, ЛАК Агролидер ги покрива руралниот дел на Прилеп, Кривогаштани, Долнини и Крушево. Значи зборуваме само за руралниот. Зборуваме, да, само за руралниот дел, значи лаговите како организации, како јавни приватни партнерства ги опфаќаат само руралните средини, не го опфаќаат урбаниот дел на некоја општина. Општините се тука, ние од нашето формирање од 2014, како што кажав, се формиравме во првиот бран, во Пелагонискиот регион, всушност тогаш се формираат 3 лагови. Лагот Пелагонија, кој што делува на територијата на руралниот дел на Битола, Демирхисар, Могила и Новаци, потоа Лак Преспа, кој што делува на територијата на Ресен, и Лак Агролидер, кој што делува на териториите кои што претходно ги спомнав. Во регистарот моментално од овие 3 лагови кои што први се формиравме, запишани се само двата лагови, односно Лак Агролидер и Лак Пелагонија. Лак Преспа се уште има некои недоразбирања и треба да прави дополнителни измени во нивната структура за да може официјално да се внесе и да стане дел од регистарот на локални акциски групи. Од самото основање морам да кажам дека во однос на локалните самоуправи имавме едни локални избори, па потоа втори, сега не очекуваат трети, значи во целокупно во наше постоење веќе ова ни е трет круг на локални избори. И морам да кажам дека се менуваа политички структури и политички партии, меѓутоа администрацијата е таа која што останува во општините, во локалните самоуправи. Ние имаме многу добра соработка со администрацијата, а согласно на тоа имаме пак и добра соработка и со градоначалникот и воопшто со нивната поддршка. Сега во однос на тоа дека пак зборуваме за мали рурални општини и тие не се многу богати, дури имаме и многу случаи на рурални општини, не само на нашите општини на кои што делува Лак Агролидер, меѓутоа и другите лагови кои што се со блокирана сметка или на вистина немаат доволно приходи, па не секогаш може да помогнат финансиски на лаговите, меѓутоа секогаш се тука во однос на материјални ресурси, просторни ресурси, човечки ресурси, значи за тоа имаме да кажам многу добра отворена соработка и поддршка. Оно што е недостаток, што верувам дека ќе биде предизвик во наредните години, не само за Лак Агролидер, туку воопшто за сите лагови од мрежата на лагови, е инволвирањето на бизнис секторот, на приватниот сектор, бидејќи бизнис секторот пак секогаш е понесен од приходите, од финансиите. Не секогаш се зема социјалниот аспект, бидејќи сепак фирмите кои што се во руралните средини вработуваат рурално население и квалитетот на живот на луѓето кои што работат таму е многу битен. Сме имале досега поддршка, не многу голема и од бизнис секторот, меѓутоа тука сме, работиме на терен и реално нашата цел за понатаму е всушност да можеме што повеќе да го анимираме
бизнес секторот. Во однос на граѓанскиот сектор пак, и со тоа не можеме да се пофалиме многу, бидејќи моментално во ЛАК Агролидер се сите граѓански организации кои што делуваат на руралниот дел на Прилеп, Кривограштани, Долнини и Крушево. Меѓутоа, за жал, и тоа се многу малку. Например, морам да спомнам во општина Долнини, имаме само 2 активни граѓански организации кои што се дел од лагот, меѓутоа општина Долнини како толку голема и мешан, етнички мешана општина има само 2 здруженија, 2 граѓански организации. Значи, дел од нашите планови, од нашите приоритети се исто така да ги здружуваме и граѓаните и населението според различни сектори, например, само невработени жени, поттикнување на женско предприемништво, формирање на здружение, например, на пчелари, формирање на здружение на пример производители на тутун или производители на пченка и така натаму, не секогаш мора да бидат како официјални здруженија во централен регистар, меѓутоа може да бидат и како неформални групи. Тоа е всушност нашата задача, нашата цел и нашиот приоритет, да ги мобилизираме, да ги анимираме луѓето кои што живеат во руралните средини, бидејќи зафаќаат повеќе од 1/3 од целокупната територија на нашата држава и се многу битен фактор за целокупното наше живење. Јас не знам кога ќе биде ова препознато од Македонија, од институциите во Македонија, бидејќи во соседна Србија не е така. Кај нас некако со подценување се гледа на руралните средини и производителите од било кој сектор. Она што сакам да го дознам од тебе е како може да се стане член на лагот, дали тоа мора да биде одредена компанија, фирма, дали мора тоа да биде одреден производител што е регистриран како земјоделец или не мора да биде, значи кој се може да делува заедно со вас здружено за да можат да се направат одредени иницијативи кои што се препознати дека еве дојде време да се иницира одредено прашање. ЛАК Агролидер во моментов има 25 членови и основачи. Дополнително на тоа ние имаме една група на придружни членки кои што може да бидат членки на лагот, меѓутоа немаат право на глас при годишните собранија и избор на членови во управен или надзорен одбор. Член на лаговите или конкретно на ЛАК Агролидер може да биде било кое физичко лице, правен субјект кој што работи и делува во руралните средини. Руралниот дел на Прилеп, Кривограштани, Долнини и Крушево. Со поднесување на пристапница може да се поднесува пристапницата, таа пристапница потоа се разгледува на годишното собрание кој што го имаат основачите и при тоа се гласа за тој правен субјект или физичкото лице да стане членка. Исто така може да биде и неформална група, како што спомнав, бидејќи освен главните членки и основачите, придружните членки, значи ние во нашата структура имаме пак и неформални групи, кои што кажав и претходно не се регистрирани во централен регистар, меѓутоа се застапуваат одредена група и категорија на луѓе на која што им треба помош и поддршка во руралните средини, па така тие всушност се во категоријата на како сојузни членки со кои што ние придружни сојузни членки со кои што ние соработуваме не преку директна престапница, меѓутоа преку потпишување на меморандум за соработка, каде што ги презентираме и ги пишуваме сите оние задачи и обврски кои што треба да се исполнат. Секако меморандумот за соработка не е никаков законски акт, така да може да дојде до раскинување во било кое време од едната или од другата страна. Значи ние сме тука, отворени сме, имаме канцеларија во Кривограштани, имаме канцеларија во Прилеп, тука сме отворени секогаш за нови членки, за нови идеи, нови приоритети. И она што исто така сакам да го кажам е тоа што секој поединец, секој правен субјект или граѓанска организација може да поднесе било каква идеја или било каков проект
каде што ние како лаго, затоа што лагот не е само председателот или само основачите. Лагот е всушност целото рурално население, затоа што ние го застапуваме руралното население, па така сме отворени, има право секој да дојде да си поднеси предлог, иницијатива, да побара поддршка за било кој дел каде што можеме да се најдеме и да помогнеме. Одлично и интересно. Овој модел на Запад како функционира, зборувам во Европа, во земјите на Европската Унија, бидејќи моделот секако е преземен од Европската Унија. Најблиску во обкружувањето, некоја земја каде што функционира, дали можеш како пример да ни дадеш и што може од тоа да се научи. Еве да ги поттикнеме оние што не следат во моментот, населението во руралните средини, на каков начин може да се делува, значи нешто поинаку од класична невладина организација, туку ова е еден вид на партнерство со повеќе субјекти кои што делуваат секој од својот сектор. Така, најблиску примери ни се Хрватска, Словенија, Бугарија, меѓутоа како најлидери, би ги кажала, тука во нашите соседи, најблиски соседи Хрватска. Ние имаме, уште од почетокот, имаме многу блиска соработка со Хрватска и со Словенија и многу често досега доаѓале експерти од Хрватска и од Словенија и во нашите општини, кои што се дел од лагот, на лаговите во мрежата за лагови, меѓутоа ние сме организирали средби со Министерство за земјоделство, бидејќи од 2014 од формирањето на лаговите во Министерството немаше стручен кадар, ниту пак имаше човечки ресурси кои што знаеа што се лаговите, како треба да се постапува и кој е првиот чекор за да се почне на идентификување, всушност и препознавање на лаговите. Ги организиравме сите тие средби и не само ние како лаг, туку и повеќе лагови имале средби со Министерство, се со цел да се креираат и да се создадат тие човечки ресурси, за да може да имаме и ние контакт лице, меѓутоа да имаме и поддршка и некој да не застапува во Министерството. До сега морам да кажам дека за жал имавме поддршка, после тоа поради промена на политичка власт се променија и луѓето кои што работеа, вработените кои што работеа во делот за лагови и рурален развој и цел процес го почнувавме одново. Ние 3 пати истиот процес го почнувавме одново со нови луѓе и сето тоа е губење на време. Дури во 2019 година Министерството за земјоделство ги отвори мерка 412 и 413 за поддршка на локалните акцијски групи, со тоа што имавме определен буџет кој што можевме да го користиме, но голем дел од лаговите не го искористија поради тоа што имавме услов на 40% авансно финансирање и 60% после завршување на проектот. Многу лагови, затоа и претходно ја спомнав соработката со бизнис секторот и со општините. Многу лагови не успеа да ги обезбедат тие 60% и покрај тоа што имавме многу состаноци и консултации со Министерство, сепак Министерството го објави повикот така како што е. Ајде ќе кажеме, сепак е добро бидејќи се направи првиот чекор, барем нешто се направи. Го пробавме тоа, ја испилотиравме таа програма, кој успеа, кој не успеа. Меѓутоа ги знаеме недостатоците и слабостите сега за наредна година, доколку се планира да се објави повик, па се надевам дека Министерството ќе има слух заради тоа што работата во Министерство од канцеларија и пред компјутер не е иста како и директната работа на терен со населението. Да, и вие знаете, и вие работите на терен и знаете дека она што може да се напише на компјутер или на хартија, не е исто да може и да се реализира. Нели како кажуваат, домашниот есап на пазар не излегува. Меѓутоа се надевам дека Министерството ќе има слух за подобрување на имплементацијата на овие мерки 412 и 413. Уште да го спомнам делот со Хрватска и со Словенија. Лаговите се толку препознати што тие се вклучени во давањето на поддршка во локалните самоуправи, на бизнис секторот. Значи, пак ја кажам, ние сме тука за да им помогнеме и на општините, и на бизнис секторот, и на граѓанските организации. Значи, всушност ние сме коректори на сите оние политики и иницијативи. Ако нешто ние искоментираме или искоригираме
дека не е добро за населението. Не значи тоа дека ние сме против некоја општина или сме против некој правен субјект, туку ние сме коректори на она што е тоа што е добро за населението кој што живее во руралните средини. Пак локалните акциски групи во Хрватска и во Словенија функционираат така. Препознати се од државата, препознати се од министерствата и се нивни први членки, први соработници, значи секогаш ти одат на делот зошто да викаме експерти од страна, кога експертите ги имаме дома. Ние од 2014 од кога почнавме, немавме експерти дома, па поради тоа мораше да ги бараме експертите од страна. Меѓутоа, сега можам да кажам дека ние веќе експертите ги имаме дома и не мора министерството и општините да даваат дополнителни пари, сепак пари кои што се од населението, за помош и поддршка при некои иницијативи или при некои политики, бидејќи ние сме тука, ние сме доволно обучени, имаме и не само ние, значи не сакам да го кажам ова само како дело, како лак агролидер, меѓутоа во главно сите лагови имаат капацитет и можат да помогнат и да ги поддржат. И локалните самоуправи, и бизнес секторот, и граѓанските организации, и сето тоа да го направат бесплатно, бидејќи тоа е нашата мисија. Ние кон тоа се стремиме и тоа сакаме да достигнеме одржливи рурални средини и рурални заедници. Значи вие сте еден вид на медијатори во случај. Така би дошло. Медијатори така би дошло од една страна. Координација. Да, од една страна медијатори, од друга страна пак директно на терен работници, директно на терен со луѓето. Сепак за да можеме да истапиме пред општините и пред министерството, ние мора да имаме директен контакт со руралното население, за да им ги идентификуваме приоритетите, проблемите, да ги структурираме во една рамка и така да ги представиме и да ги застапуваме и да лобираме пред општините и пред министерствата. Сега да се задржиме на она тема која што ја напоменавме на почетокот, а тоа се климатските промени. Можеби една деценија човештвото би рекла се соочува со овие климатски промени, особено последниве неколку години, со одредени најави од синоптичарите, метеоролозите дека и оние светски познавачи на метеорологијата дека доправа не очекуваат страшни промени во климатологијата, а особено во Европа, бидејќи бевме сведоци изминатово лето што ни се случуваше, навистина пеколни температури, неиздржливо, а од друга страна треба да се работи, да се произведува, ова го говорам за земјоделците. Што вие како лак агролидер идентификувавте на терен кога станува збор за климатските промени? Имате ли некои насоки, некои насочувања што може да им се каже информации, едукација за земјоделците на примарните производители како да се соочат со овие проблеми и што понатаму во иднина? Дали решението ќе ни биде заменување во странство или пак да останеме да си обработуваме земјата за да можеме од неа да живееме, но при тоа да ги имаме во предвид и климатските промени? Така, климатските промени стана голем ризик за целокупното население, меѓутоа да се задржиме поглавно на земјоделците. Како што кажавте, и самите сме свесни и ги гледаме и ги чувствуваме климатските промени. Имаме многу долги сушни периоди, имаме кратко време на врнежи на дожд, меѓутоа преголема количина на дожд, при тоа заедно со град, и сето тоа влијае многу лошо врз земјоделството, врз земјоделското производство и воопшто врз квалитетот на храната, квалитетот и квантитетот на храната и на производството. Ние уште на самиот почеток на терен во изминатите години некако следевме квалитет и квантитет на земјоделското производство на земјоделците со кои што ние работиме. Константно се соочувавме со тоа земјоделците да кажат дека сега е многу сушен период, немаме доволно вода, или се случи во 5 минути да заврни толку големо количество на дожд и град и да уништи дури некогаш и над 50, 60 и дури 90% од производството. Сето тоа нас најправен како лак агролидер, меѓутоа и мрежата на лагови како една поголема целина да започнеме да реализираме проект проценка на влијанието и можностите за прилагодување на климатските промени во земјоделскиот сектор, кој што финансиски е поддржан од Фондација Отворено општество. Им благодарам за тоа што ја препознаа потребата за тоа
колку треба климатските промени да се прилагодат, особено врз земјоделското производство, затоа што не поддржа и за сите актери, сите чинители кои што се вклучени во целиот овој процес. Она што е многу интересно, а што морам да го кажам за климатските промени, е тоа што некако луѓето ги сваќаат климатските промени како нешто се случува сега, туку за нешто што не знам ќе се случи некогаш во иднина. Меѓутоа, сето тоа што ќе се случува во иднина е она што започнува да се случува сега. И тоа глобално затоплување од 1 или 2 степени, иако ни се чини дека е толку мало, да кажеме 1 степен или 2 степени, сепак тоа на генерално ниво е многу високо. И сето тоа придонесува да го имаме ова што ние го имаме сега. Значи, морам да кажам дека, сведоци сме сега во септември, пред една недела, ние имавме температури од 3-4 степени, кои што не се својствени за овој период од годината, што пак директно влијае врз овошките. Например, морам да спомнам, јаболката имаат најголем ризик сега и најголемо оштетување, бидејќи овој период е таков каков што е, поттикнат секако од климатските промени и се намалува квалитетот на тие производи. Она што исто така е многу интересно, што морам да го спомнам, е тоа што климатските промени пак имаат еден еколошки дел, еколошка страна и социјална страна. Еколошката страна е всушност таа, климатските промени. Тие се, времето е тоа, ние можеме да делуваме, да прилагодиме или барем еден дел да приспособиме во однос на климатските промени, меѓутоа пак од друга страна го имаме и социјалниот дел и социјалниот аспект. Тоа е ова што го кажав, дека луѓето не мислат дека климатските промени се тука и се главната пречка и главната закана за нивното производство. Сето тоа пак придонесува до тоа да се намали квалитетот и квантитетот на производството. Со тоа автоматски пак се намалува економската состојба на земјоделците, затоа што имаме намалени приноси, но имаме пак зголемени трошоци за прилагодување на земјоделството. Имаме недостиг на храна. Веќе почнуваме да го гледаме тоа, особено сега почнуваме веќе да го гледаме тоа, во иднина се повеќе и повеќе ќе го чувствуваме и ќе го гледаме тоа, а тоа може најдобро да се види и по цените на производите на пазарите, како што можете сега да видите пиперката ајварка веќе стигнува и цена до 50 денари, бидејќи имаме мали количини на добра квалитетна пиперка ајварка и сето тоа пак предизвикано од климатските промени. И сето пак ова во целина влијае врз националната економија, односно земјоделството има голем процент во националното БДП, бруто домашен производ, и сето тоа ќе влијае на таа национална економија, односно намалување на економската состојба и на земјоделците, меѓутоа и генерално на цело население. Како да се бориме со климатските промени? Прашањето кое што само се наметнува. Индивидуално земјоделците секој на свој начин се обидува да ги намали штетите од овие климатски промени. Она што денеска беше интересно да се види, а очекувано, за жал, е дека Србија нема да увезува грозје од Македонија заради вишок на пестициди во производите. Предпоставувам дека нешто слично ќе се случи и со јаболката, бидејќи земјоделците, овоштарите мора да ги заштитуваат земјоделските производи, а има многу штетници, особено на такви високи температури како што имаше летово, од една страна, од друга страна дождовите кои што пак предизвикуваат штетници и сето тоа си има свој круг. Како да се бориме со климатските промени? Можеме ли? Што треба земјоделците да знаат, да започнат, да учат, да се информираат? Што можете вие да помогнете во тој дел? Затоа и го започнавме овој проект. Овој проект има неколку компоненти. Една од компонентите е информација и едукација на земјоделството. Најпрви да им се
во очи целата ситуација на земјоделците. Не дека не се свесни и не го гледаат тоа што се случува, да, свесни се и го гледаат тоа што се случува, меѓутоа мора да им се каже делот дека колку повеќе секоја година се повеќе и повеќе ќе се зголемува штетата и ќе имаат повисоки трошоци за производство. Тоа е едната компонента. Втората компонента е директната работа на терен со земјоделците и третата компонента е она што до сега го зборувавме, застапување и лобирање пред општините и пред релевантните чинители, во случајот Министерство за земјоделство, а можеби и Министерство за животна средина. Постојат повеќе начини како земјоделците може да се заштитат од климатските промени, односно да ги прилагодат климатските промени. Сепак тоа да се заштитат и не е толку добар збор, бидејќи никогаш нема да можеме 100% да се заштитиме, меѓутоа може да ги прилагодиме климатските промени во производството. Една страна, тука пак има два аспекти. Една страна е она што тоа може да направи општината во која што делуваат земјоделците, а што земјоделците може сами да направат. Ако го земеме делот на тоа што земјоделците сами може да направат, мора да го имаме на ум делот дека тоа не е само производството, туку треба да се внимава на производството, на почвата, на водата, органското производство, доколку постои, и сето тоа може да се направи како еден целосен склоп на мерки и на активности. Ако, например, зборуваме за заштита или прилагодување на климатските промени на почвата, што е она што може да се направи? Еден од начините кој што сега пак е многу прилагодлив е тоа е мулчирањето, односно познато кај земјоделците како поставување на црни кеси на почвата, на кај производството кое што штити многу од сонце, штити многу од дожд, исто така ги заштитува растенијата, ги заштитува земјоделството, меѓутоа ги заштитува баш пак и земјоделците со тоа што им ја олеснува работата, посебно во делот на плевење. Друг начин кој што може да се направи да се заштити производството е поставувањето на заштитни мрежи. Тоа барем не е некоја голема и скапа инвестиција, која што земјоделците сами може да си ја направат. Тоа е едната страна која што може земјоделците да ја направат. Она пак што може општината да го направи и што сакаме ние да го постигнеме, е да усвои програма за прилагодување на климатските промени во земјоделството, со тоа што еден дел од приходите кои што ги има општината ќе им помага и ќе кофинансира на трошоците за да може земјоделците да се прилагодат на климатските промени. Еден од тие начини кои што тек допрва започнува во нашата земја, тоа е дигитализацијата на земјоделското производство, каде што ние како мрежа на лагови, како Лак Агролидер и другите лагови сакаме пак да поднесеме иницијатива до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство да може да влезе во националната програма за рурален развој 2022 година, каде што не само општините, туку пак и Министерството ќе може да им помогне на земјоделците. Исто така, морам да го спомнам делот на доколку имаме пак недостиг на вода или имаме голема количина на вода. И тука веќе треба да се прилагодуваме, да се прилагодат земјоделците кон сето ова, со тоа што ако има пак недостиг на вода, ќе може да се засадуваат производи кои што бараат помала количина на вода, например како компирите, а не тоа да бидат доматите кои што бараат поголема количина на вода. Или пак да се користи вода која што е веќе еднаш искористена и може да се искористи, барем сега ние имаме во прочистителна станица, каде што целата таа прочистена вода може да се користи за наводнување, а не да се користи чистата вода за пиење, која што и така полека почнува да ни се намалува. Да се користат што е можно помалку пестициди и помалку ѓубрива. Значи, не секогаш пак некој е спремен и способен за целосно органско производство, меѓутоа може полека веќе да се почнува да се оди кон тоа органско производство. Може би не целосно и да биде сертифицирано како органско производство, меѓутоа намалената количина на пестициди и на ѓубрива може многу да даде на квалитет на производите. Како што кажавте, Србија го врати грозјето заради големата примена на пестициди. Лани бевме сведоци на 2020-2019 на голема количина на враќање на јаболка
заради преголема употреба на пестициди и на ѓубрива. И допрва ќе ни се случува сето тоа. Она што мора е да се работи на терен директно со земјоделците, да им се кажуваат сите овие начини како може да се заштитат од овие климатски промени, како може да се прилагодат всушност на климатските промени. Тука е Агенцијата за развој и поддршка на земјоделството, кои што ја даваат несебично нивната поддршка и нивното знаење. Тука сме ние како лагови, тука е мрежата на лагови, кој што од една страна ќе може да ги едуцира и да ги информира, од друга страна пак да ги застапува пред општините, за да може да и општината да направи нешто. Дополнително, значи, морам да го спомнам она што ние го имаме изработено како брошура, во која што брошура може да се најдат целосно сите мерки на тоа што се може да се направи за прилагодување на климатските промени во земјоделството, како да се прилагодат кога има суша, кога има обилни врнежи, како да ја прилагодат почвата, како да се прилагодат кон водата, што може да користат, значи повеќе мерки, така што дел од овие брошури ќе бидат оставени тука во радиото. Секој кој што е заинтересиран може да дојде и бесплатно да си подигне еден примерок, за сите заедно да делуваме и да се избориме некако и да почнуваме да го прилагодуваме земјоделското производство на климатските промени. Моето последно прашање е следно. Според тебе, кога општините, зборувам за општините во Пелагонискиот регион, ќе препознаат дека треба да субвенционираат во справувањето со климатските промени во земјоделството? Зошто го велам ова? Затоа што, на пример, општина Прилеп имаше субвенционирање за клима уреди и за велосипеди, но кога ќе почне да субвенционира и за помош на земјоделците за истата причина? Имате ли разговарано на овие теми со некои представници од општините во Пелагонија? Земјоделците се некако како најслабалка, препознати како најслабалка во целокупното општество, а не како најбитналка, и тоа е генералниот проблем кој што го имаат општините воопшто во Пелагонискиот регион. Моментално, не баш моментално, веќе неколку месеци наназад ние сме во комуникација и соработка со општина Битола, каде што заеднички одевме и ги посетувавме земјоделците на терен со представници од одделението за заштита на животна средина и земјоделство. Одевме директно на терен, каде што и тие самите можеа да видат и разговара со земјоделците кои се нивните проблеми. Врз основа на тоа тие се согласија и ние во моментот спремаме програма за прилагодување на климатските промени во земјоделскиот сектор за општина Битола. Таа програма ќе биде доставена до новиот совет на општина Битола после изборите за да се разгледува, ние да одиме и да ја презентираме и секако да лобираме истата да биде прифатена на совет и да стане дел официјален општински документ, врз основа на кој што и одделението за заштита на животна средина, меѓутоа и земјоделците ќе може да се повикаат. Општина Битола беше прилично отворена во овој дел, така што некако јас сум ентузијаст дека и со другите општини ќе биде така. Кај некои тие програми ќе бидат помали и износите кои што ќе можат да ги дадат на земјоделците за прилагодувањето на климатските промени ќе бидат помали. Кај некои поголеми во зависност од тоа колку приходи пак има општината, бидејќи сепак општина Кривогаштани не можеме да ја ставиме на исто ниво со општина Битола или со општина Прилеп. Меѓутоа процесот го почнавме со општина Битола, нема да го завршиме тука, веќе почнавме првични иницијални договори и со општина Могила. И тие почнуваат веќе да бидат отворени за соработка и за комуникација, меѓутоа сепак мора да ги почекаме да го почекаме исходот од локалните избори, новите совети и да почнеме да имаме нови средби со општините, па така овој дел некако Прилеп, Кривогаштани, Долнин и Крушево целосно ќе го оставиме за после избори, откако ќе се структурира цел тој советнички дел и состав, за да може веќе да знаеме точно пред кого можеме да презентираме, со кого да разговараме и пред кого да застапуваме и да лобираме. Еве повод за работа на новите советници во локалните самоуправи, во општините на градовите и на руралните средини во
Пелагонија. Јас ти благодарам за разговорот, се надевам дека иницииравме нешто кај оние што не гледаат и не слушаат, но секако најмногу се надевам дека иницииравме кај земјоделците, бидејќи рековме, оваа брошура има информации дека се случуваат сега климатските промени, но и како треба да се справат земјоделците, барам да си олеснат дел од тие проблеми кои што климатските промени ги прават кај нив. Ти благодарам, Даниела. Тоа беше Даниела Цветановска од Лак Агро Лидер. Разговаравме за климатските промени, но и како земјоделците и сите оние компании и локални самоуправи кои што живеат, кои што работат во Пелагонија, можат да бидат дел од мрежата на лагови во Пелагонија. Благодарам. Ви благодарам и вас.